Лекувањето по телефон не е лекување. Тоа е преголема одговорност за здравието и животот на пациентите. Со овие зборови својот глас го креваат и матичните лекари и од Министерството за здравство бараат ургентна измена на протоколите за лекување од ковид, кои не биле променети уште од почетокот на пандемијата. Тие инсистираат на нови упатства според кои пациентите ќе се лекуваат со непоседен преглед, иако некои од матичните лекари на своја рака ова го правеле и досега. Ние немаме добијано нови насоки како да постапуваме со пациентите кои што се болни со корона или со симптоми на корона, а кои што бараат помош од нас. Ние знаеме колку е ризична нашата професија. Значи, ние сега во овој момент мора да си ги прегледуваме пациентите. Не може да избегаме да не ги прегледуваме пациентите. А досега од Министерството за здравство, сакам да повторам, ние немаме насоки како да постапуваме. Чекаме да добијаме насоки. Не само насоки како да постапуваме со пациентите, него и насоки како да ги лекуваме нашите пациенти. Во отсуство на нови насоки од Министерството за здравство, матичните лекари сега сами се организираат, како би биле поефективни во давањето соодветна здравствена помош на своите пациенти. Вчера инфектолозите, на добра волја на инфектолозите, на наше барање, ни дадоа протоколи како ние да постапуваме со нашите пациенти. Кои се нискоризични, кои се високо, кои се средноризични пациенти, како ние да знаеме да одредиме. Пошто видете, ова е нова болест. Многу тешко е да се води телефонски болен пациент, верувајте ми. Многу голема одговорност е. И секој постапува во овој случај по свое лично видување. Но замислете си, јас ги ставам во ризик и пациентите здрави што чекаат за нешто друго. Оти не е во моментов само ковид болни пациенти. Значи, ние бараме препораки што понатаму и како да постапуваме. Според доктор Тасеска, во моментов 64-цата матични лекари од Прилеп домашно лекување водат на над 450 пациенти, кои се или веќе заразени, или пак имаат симптоми на корона. Без нови, соодветни упатства, проблемот ќе станува уште посериозен, бидејќи и бројот на новозаразени постојано расте, укажува доктор Тасеска.